Мои почитани пријатели, добар ден. Еве на моја рајсум сакам уште едно видео да направам, имено зашто се состоje 2015 година кога решив да издавам книга, се средив и на крајот сакав да го чувам мислењето од моите колеги, пријатели, борачи, што се биле у моето време и потражив мислење, ама ги замолив, не сакам величиње, не сакам, едноставно како ме виделе за време борењето моите пријатели, колеги, како човек и како борач. Мислење побарав од неколку борачи на Балканец, на Македонија и првото беше од, вика, рекоа за Санде Коцев Зоран Шоров. Вика, најдобар македонски борач, спортист на векот, трократен олимпиец, носител на 2 медали од европски првенства, 16 пати најдобар спортист на штип и неколку пати на Македонија, мислам 3 пати со еден збор, еден од најуспешните спортисти на Балканот. Сега што ќе рече Зоран Шоров за Санде Коцев? Јас ја имаа таа среќа да запознаам човек од кој можеше многу да се научи. Кога тој се бореше, гледав како со леснотија ги изведува атрактивните борачки захвати, публиката се креваше на нозе, а јас со одешевување сакав да бидам како него. На тренинзи ги вежбаа неговите захвати и со тек на времето ми стана идол во борење. Тоа беше Санде Коцев, кој со своите резултати се запиша со златни букви во штипската, македонското и југословенското борење. Сега јас сакам тука една случка што ми остави впечаток, кога, мислам, втората европска медалја остои Зоран Шоров. Јас беј секретар на Балканец, ојдео кај, мислам, управо ојдеме кај градоначалникот на Штип, потршиме да ни даде превоз, да го пречекаме од аеродрома со колата на градоначалникот со задоволство ни ја даде. Ние тука се собраме, приватни коли, ние руководството у колата на собранието, идеме, музика на аеродромо, по пато навака се со музика дојдоме, после тоа дојдоме кај него стано, таму имаше веселби, радости, лумпување до сабајле, до зори. Тоа е тоа што ми остави впечаток, што нема да го забравам никогаш како функционер на Балканец, тоа е за Зоран Шоров. Сега одеме на другиот мој пријател што рекол за Санде Коцев, Ердич Ризаов. Шестопласиран на Европското првенство во Катовица, Полска, Балкански игри во Бургас, 3-то место. Вика, Санде Коцев е еден од големите штипски, македонски и југословенски спортисти. Како борач постигна значајни успеси и представуваше пример за младите генерации македонски борачи кои освоија олимписки медали. Санде Коцев е жив доказ зашо борењето стана најтрофеен спорт во кој Македонија ги постигна најголемите успеси. Тој е представник на златната генерација македонски спортисти со кои Македонија треба да се гордее и да ги запишува златните букви во историјата на Македонија, на македонското борење. Она
што Санде Коцев го воздигнува како личност покрај спортот е што тој се одликува со голема скромност и другарство, секогаш подготвен да помогне на помладите. Многу сум горд и духовито богат што го имам Санде Коцев како пријател и спортски другар. Тоа се зборовите кажани на Ризаов Ердич. Сега тука сакам и со него да раскажам една случка, која нема да ја забравам никогаш. Не знам каде беше тачно, многу не памтам, дали беше у Пробиштип или у Кочани, имаше државно првенство на Југославија. Ердич улезе у финале, а противник му беше нашиот Гоце Влахов од Балканец од Штип. Требаше утрето да се борат, тоа беше сабота, утрето у недела да се борат в финале. Вечерто идеме у кафана да се расположиме за тоа што уидеа у финале и седнаме. Ердич почна пивце, винце. Ние му викаме, утре се бориш, де бе, ајде, лесна е, што се ти скераш, ќе биде и борењето. Седеме до сабајле, 3-4 саато може да има си. Уидеме само што легнаме, станаме 9 саато, ајде почињат борбите. Ние сега викаме како ќе стане овај човек, како ќе се боре. Разбудиме го, стана, уиде, почна нинта борба со Гоце Влахов. Лелеко почна едно везење на тоа душеко. Како змија се мота околу него и Гоце Влахов го тепа на туш. И сакам да кажам покрај така неуредниот живот што го искараме вечерто, успеа да стане прв, да го победе Гоце Влахов у финале, што кажува дека се работи за еден извареден бораш што сум го у мојот живот запомтил. Сега сакам да кажам, злобни луѓе, знаејќи дека ја и он сме добри пријатели, живееме многу. Само да кажам дека на промоција на мојата книга од борачите од Скопје само он запали колата дојде и направија раздор меѓу нас. Кажали му некогаш, тука штипјани знае ги они, ја ги знам кои се. Викале, бе, шо тај Санде у Штип зборе, ќе земам пиштол и Ердич и брат му ќе ги утепам и он ми замере за тоа, не ми зборе, ја немам ништо против него и го сакам уште како колега и како пријател. Тоа се другите. Во рубриката што рекова за Санде Коцев, ќе ги представам и ќе ги прочитам у друга прилика. Фала на вниманието, убав ден да имате и пријатно.